По најавите на СДСМ за нова декларација за црвени линии за македонските евроинтеграции, председателката Гордана Селјановска-Давкова изјави дека нема потреба од тоа, туку сите политички партии да седнат во парламентот и да се договорат како ќе настапуваат надвор од државата. За председателката апсурдно е по толку бели линии и по толку донесени декларации сега да се зборува за нова со црвени линии. Според неа, најважно е партиите и од опозицијата и од власта да постигнат консензус за тоа како ќе се однесуваат на средби со странски државници. Веднаш со соопштение реагира од опозицијската СДСМ и на председателката Селјановска-Давкова и порачаа дека уште еднаш покажала оти не е председател на сите граѓани, туку гласноговорик на ВМРО-ДПМН. Наместо државнички пристап, наместо да ја поддржи иницијативата за национален консензус во клучен момент за евроинтеграциите, таа ја нападна идејата на СДСМ за резолуција со јасно дефинирани државни позиции и црвени линии, стои во соопштението на СДСМ. Имиња на нови 16 кандидати за градоначалници објави ВМРО-ДПМН по синокешната седница на извршниот комитет. Генералниот секретар на партијата Ѓорги Сајковски соопшти дека наскоро ќе биде објавено и името на кандидатот за кисела вода, а од Иво Кумановој центар ВМРО-ДПМН ќе ги поддржи кандидатите кои ќе бидат предложени од нивниот коалициски партнер ЗНАМ. Увид на тековните инвестиции што се реализираат преку програмите за рамномерен регионален развој во југоисточниот регион изврши министерот за локалната самоуправа Златко Перински, заедно со градоначалници од околните општини. Во фокусот беа реализацијата на изградбата на патната инфраструктура и дигитализацијата на образовниот процес. Перински кажа дека за овие проекти биле издвоени околу 750.000 евра, со што се придонело за подобрување на условите за живот на граѓаните на целиот југоисточен регион. На барање на македонската влада, Венецијанската комисија го анализира законот за правична и соодветна застапеност. Клучни за анализа на законот за неколку елементи, дали се унапредува уставниот принцип на правична и соодветна застапеност, земајќи ја предвид одлуката на Уставниот суд за укинување на балансерот, дали промовира еднаквост и дали е во согласност со другите уставни принципи. Државното средно полициско училиште, според предлогот на ВМРО-ДПМН, треба да работи по наставни планови и програми утврдени од Министерството за образование и наука, а во согласност со Министерот за внатрешни работи. За СДСМ тоа е неприфатливо, затоа што, како што појасни поранешниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, ова законско решение е неуставно и надвор од Законот за средно образование. Училиштето би функционирало во рамки на сегашниот центар за обука во Идризово. Со поклон пред една од најзначајните христијански реликвии на северноамериканскиот континент, мироточивата икона на Пресвета Богородица, во катедралниот храм Свети Николај Чудотворец во Вашингтон почна заедничка литургија на представниците на македонската и американската православна црква. Пред сослужението, американскиот митрополит Тихон на македонскиот архиепископ господин Стефан му ја соопшти одлуката за признавање на МПЦ од страна на американската православна црква. Златен медал освои Владимир Грчев од Кочани, а бронзениот медал го освои Марко Кренков од Струмица на Европската јуниорска олимпијада по информатика одржана во Бугарија. Нашите 15 годишни информатички таленти постигнаа огромен успех во тешка конкуренција од нивни врсници од цела Европа. Тимот беше составен со уште 20 ученици, а беше раководен од студенти од Финки. Кој ќе биде член на македонскиот тим било избирано преку целогодишен циклус на надпревари организирани од Сдруженијето на информатичарите на Македонија. На Олимпијадата учествуваа вкупно 96 ученици од 22 европски земји, како и 2 неевропски земји гости на Олимпијадата, Саудиска Арабија и Киргистан. Кривична пријава против 6 вработени во јавното претпријатие Национални шуми поднесе МВР за несовесно работење во службата и злоупотреба на службената положба и овластување. Имено пријавените не спречиле или самите придонеле за незаконска сеча и неевидентирање на вкупно 1504 кубни метри дрвна маса. Прво пријавениот раководител и неговите соработници, раководител и членови на шумочуварската служба не извршиле теренски контроли и со тоа возможиле кражба на дрвна маса со која била направена вкупна штета од над 171.000 евра.
Полицијата од Куманово поднесе пријава против 51 годишник РЕ од село Склупчане поради постоење основано сомнение дека 5,5 години не одел на работа, а земал плата од подрачната агенција за храна и ветеринарство во Куманово. Имено полицијата при извршена контрола и увид во списоците за редовност констатирала дека обвинетиот кој бил на работно место помлад референт архивар во периодот од 1.12.2018 до 30.4.2024 воопшто не доаѓал на работа, а редовно примал плата и придонеси од буџетски средства. Воедно полицијата поднела пријава за уште 4 лица кои што свесно дозволиле или не постапиле согласно законските регулативи за првопријавениот да не прима плата и придонеси иако не ги извршувал своите работни задачи. Синоќа цела Македонија зафати големо невреме со порани дождови, засилен ветер и грмотевици. Најмногу дожд наврна во Битола и тоа 23 литри на метар квадратен дожд и во Прилеп 17 литри. Температурите паднаа за неколку степени. Слично време се очекува и денес, а од утре повторно ќе се врати сонцето, а дневните температури ќе се движат околу 30 степен. Никола Маџиров е лауреат на 17-тата меѓународна награда за поезија, поезија и луѓе, која му беше доделена во кинескиот град Гуанѓоу. Оваа независна поетска награда е востановена од книжевното списание Поезија и луѓе и се доделува од 2005 година за посебен придонес во современата светска поезија. Внимавајте од денес ако патувате кон Бугарија, затоа што во функција е системот на следење на просечната брзина на возилата преку камери на патиштата. Камерите ќе се следат за колку време едно возило минува одредена делница и според тоа ќе пресметува просечната брзина. Доколку е надмината границата на дозволеното, системот автоматски ќе испраќа SMS порака до сопственикот на возилото со упатство за плаќање на казната. За возење со голема брзина до 20 км на час казната е 25 евра, а за возење над 50 км на час од дозволеното казната е 300 евра. Соседна Албанија има најниска минимална плата не само во регионот, туку и во Европа, се наведува во најновиот извештај на Евростат. Бруто месечната минимална плата во Албанија на крајот на јуни изнесувала 408 евра. Во регионот највисока бруто месечна минимална плата има во Црнагора 670 евра. Следна на ред е Србија со 618 евра и Македонија со 584 евра. Најмалку 15 лица загинаа, а 18 се повредени, вклучувајќи едно дете, кога се урна вагон од една од најпопуларната туристичка атракција во Лисабон, жичница Глорија. Службите за итни случаи велат дека не може да ја потврдат националноста на жртвите, но дека меѓу загинатите има и странци. Според португалските медиуми, причина за несреќата е скинат кабел под трасата, поради што вагонот изгубил контрола и се урнал во блиската зграда. Москва воено ќе ги постигне своите цели во Украина, доколку разговорите со Киев не успеат, предупреди од Пекинг рускиот претседател Владимир Путин, додавајќи дека неговите сили остануваат во офанзива на целиот фронт. Путин повторно го оспори легитимитетот на украинскиот претседател Володимир Зеленски, нарекувајќи го шеф на украинската администрација, но кажа дека е подготвен да се сретне со него и го покани да дојде во Москва. Брзо стаса одговор од Украина, за официјален Киев е неприфатлив предлогот на рускиот претседател за средба со Зеленски во Москва. Палестинската организација Хамас повтори дека е подготвена за сеопфатен договор за Газа во рамки на кои сите израелски заложници би биле ослободени во замена за договорен број палестински затвореници. Подготвеноста дојде непосредно откако претседателот на САД Доналд Трамп ја повика групата да ги ослободи сите 20 заложници. Претседателот Доналд Трамп изјави дека САД можеби ќе мора да ги поништат трговските договори што ги исклучија со Европската Унија, Јапонија и Јужна Кореја, ако го изгуба случајот пред Врховниот суд за легалноста на царините. Трамп рече дека неговата администрација бара од Врховниот суд да ја поништи одлуката на Американскиот апелацијски суд од минатата недела, со која многу од неговите царини беа прогласени за нелегални. Според него, губењето на тој случај би ги оставиле САД многу посиромашни и би можело да ги загрози трговските договори склучени во последните месеци.
За наводно лажно пакување и нелојална конкуренција, американскиот прехранбен гигант Монделес, производителот на чоколадото Милка, доби тужба од Агенцијата за заштита на потрошувачите во Хамбург. Спорот избувнал откако компанијата ја намалила стандардната големина на чоколадото Милка од 100 на 90 грама, а користела речиси идентично пакување. Сдруженијето на потрошувачи во Германија реагираа дека потрошувачите едва ја забележуваат разликата, бидејќи дизајнот не се променил, а плочките чоколадо се само милиметар потенки. Од компанијата Монделес ги отфрлија обвинувањата со објаснување дека однапред ги информирала потрошувачите за намалувањето на тежината.